А со следниот разговор, почитувани гледачи, продолжуваме на една сосема поинаква тема. Нашите гости утрово во студиото ви се добро познати, особено кога станува збор за представување на македонската раса на кучето Караман, но овој пат тие имаат нов подвиг. Издадоа монографија за промоција на македонскиот паничар, можеби најстарата раса на кучиња овде на овие простори. Велам добро утро и добре дојде за Владко Костовски и Марија Костовски. Добро утро и добре дојдовте уште еднаш во студиото. Гледачите ве познаваат многу добро, особено кога станува збор за кучето Караман. Но овој пат ќе зборуваме за нешто друго. Ви откривте една тајна, а испечативте монографија за тоа дека во Македонија постои можеби најстарата раса на кучиња во Европа, македонскиот паничар. Најнапред, добро утро за гледачите на вашата емисија. Да кажеме дека Македонија изобилува со голем број кинолошки форми, кои се стварале со тек на време, се создавале како кинолошки форми. Имајќи во предвид фактот дека Македонија и Балканот воопшто е исток на западот, односно запад на истокот, место каде што се судираат западот и истокот, при сите тие миграции се случувале движења во кои луѓето и кучињата маневрирале и токму се судирале тука во Македонија. На тој начин се создавале голем број кинолошки форми. Ние веќе ги промовиравме македонскиот Караман, потоа мијачкото овчарско куче и македонскиот хрт, а еве денес ја имаме таа можност да позборуваме малку за македонскиот паничар. Имено станува збор за куче кое е високо 30 на сантиметри. Дозволено е да ги има сите бои. Влакното му е некаде околу 5 сантиметри и она што е карактеристично за него е неговото име, македонски паничар. Зошто паничар? Паничар затоа што панично реагира на голем број ситуации и он е свесно на некој начин дека е хендикепирано поради својата височина 30 на сантиметри, не може туку така лесно да се справи со сите проблеми, особено ако станува збор за соочување со некој што го нападнал просторот кој му е доверен на чување, да речеме дворот и така натаму. Така што македонскиот паничар панично реагира, се со цел да изигрува аларм, односно да ги извести членовите на семејството дека некој пристигнува или дека некој има некаква намера да го наруши амбиентот, семејниот амбиент и така натаму. Исто така, извинете, додека разговараме, гледачите имаат можност да погледнат дел од фотографиите кои што ни ги донесовте, некои се многу стари, затоа ќе кажеме збор за понатаму. Особено е важно да се нагласи за ова куче, а во споредба со она што го знаат ботаничарите, ако за ботаничарите постои чувар куќа, кај во кинологијата македонскиот паничар можеме да го наречеме чувар на семејната среќа. Бидејќи неговата природа е таква што неговите сетила се толку изразени и нагласени и силни, што едноставно помислувате дека има развиена емотивна интелигенција, па оттаму знае да ви ги прочита мислите, емоциите, знае да се умилкува, знае да некако да ги сплоти луѓето во семејството. И затоа можеме комотно да го наречеме чувар на семејната среќа. Тоа е добро што е така. Присутен е македонскиот паничар овде се уште за среќа на нашава територија. Го имаме ли доволно или е некаков вид во исчезнување? Македонскиот паничар во континуитет обстојувал на овие простори. Сите зооархеолошки истражувања на неолитските локалитети, Ламза Бегово, Рудбајр, Горовинци, Тумба Маџари, укажуваат дека на тоа дека кучињата биле со мал раст, од 35 до 45 сантиметри, што секако ги бројува во кучиња со мал раст. Според одредените теоретичари тие поблиску биле до шпицевите, според други до териерите. И тоа е една база на кучиња од која е создаден македонскиот паничар и тој припаѓал на типот палустрис, Canis palustris. Добро е што
се уште постои таа популација. Ние во моментот гледаме фотографии, стари фотографии, повеќето се направени во времето на Првата светска војна од 1914 до 1918 година, меѓутоа во континуитет цел 20 век можеме да сретнеме фотографии на македонски паничари и тие типолошки не се разликуваат од оноа што го покажаа нашите истражувања на терен. Измеривме 213 примероци на возрастни единки, на кучиња со мал раст, од кои го подготвивме предлог стандардот за македонскиот паничар, кој ќе биде патоказ за судиите, кинолошките судии кои би го оценувале ова куче во изложбени, но и за идните одгледувачи на оваа раса, со цел да добиеме подобар квалитет и уедначени легла, раса која ќе навикува една на друга и ќе дава потомство идентично на своите предци. Тоа е формулата за една раса. Добро е што ги има многу, меѓутоа таа популација ние ќе издвоиме што ќе се употреби за понатамошен приплод за создавање на оваа раса. Интересно е да се спомене што на Балканот сите држави се фокусирани, повеќето имаат ловни раси и овчарски. Кучиња со мал раст, кои припаѓаат во 9-та FC група, кучиња за придружба и забава, нема ниту една држава, освен обидот во Грција, каде се создава расата по коли, меѓутоа тие не кријат дека таа прават со нелезење на германска и англиска раса, на кокер Шпанија и на германски долговлакнески езовичар. Едноставно и како се приближуваме кон таа Европска унија ќе ги изеде демократскиот мрак кучињата автохтони популации, па ќе бидеме и ние едноставно приморани да создаваме нешто што сме имале со нелезење на туѓи странски раси. Во јануари оваа година имаше иницијатива во парламентот за задолжителна кастрација на сите кучиња во Македонија, што би било фатално и се уништиле кинолошки форми што траеле на овие простори цели 7000 години. Можда и таа иницијатива во парламентот со Маријан не примора да го забрзаме овој процес за паничари. Ние предходните 3 години и мераме, измериме 213. Меѓутоа, предлог законот се одложи од Агенцијата за храна и ветеринарство и ветија дека задолжителната кастрација ќе се преформулира таа реченица во кој сака. И тие што ќе имаат женки ќе мора да се регистрираат како гледувачи, што до негдека е односливо. Меѓутоа, создавање на раса е долготраен процес и ќе мораме сите во нашето општество да сме свесни, ако сакаме да имаме уште една македонска раса покрај шарпланиницата и караманот, ќе треба да се вклучат покрај меѓу другите сите кои сакаат да ја сочуваме расава со одгледување. Зошто би чувале странска раса куче кога имаме автохтона? Имаме ние. Кога почнавме да пребаруваме по археолошки артефакти и фолклорни материјали, дознавме дека Македонија може да има 10 раси, покрај постојаната шарпланинец што е веќе признаена, македонското овчарско куче Караман, крмијачкото овчарско куче, македонскиот хрт, македонски паничар, телазгиски териер, пајонско куче, македонски мастик, македонско овчарско куче Пануш. Значи, ние не верувам дека ќе имаме време за уште една раса да почнеме со одгледување. Веројатно тука ќе завршиме, меѓутоа ќе се обидеме преку книги и документарни филмови да разбудиме свеста кај македонците за одгледување на овие македонски раси. Ние во 2015 година, 16 ги објавивме мијачко овчарско куче и македонски хрт. И во ова студио апелиравме да се сформираат клубови за овие раси, меѓутоа никој не се охрабри да формира клуб и да почне со одгледување. Овој пат веројатно им е поисплатливо странските туѓите раси на кучиња да ги
да ги одведуваат. Свесни дека тоа трае процес и дека е захтевна работа, време, нерви, средства, парични, изискува правењето на раса, никој не се обиде. Меѓутоа, овој пат нема да апелираме, ние сме во план, веќе го пишуваме статутот на клубот и она што го почнаме пред 20 години за македонското општество куче Караван, кое веќе е на стабилни нозе, признаена раса на национално ниво, се издаваат откровници, или ја добро го менаџира клубот. Сега можеме малку и да се префрлиме на македонскиот паничар, не значи дека тоа го ставаме караманот, ние се Апсолутно. 4 женки и 1 маже, меѓутоа имаме веќе и 5 паничари и ќе го зголемиме тој број, но и преку вакви емисии ќе се обидеме да влијаеме кај останатите да почнат и тие да гледуваат. Јас ви ветувам дека ние ќе следиме се што се случува кога станува збор за одвојувањето на оваа раса и за зачувувањето на овој автохтон тип на куче во Македонија, не само од сите овие причини кои што вие ги наброивте, туку и заради тоа што нешто што ми привлече внимание е најдобриот куќен чувар на децата. Доколку на вистина кучето е најдобриот пријател на човекот, македонскиот паничар е куче кое што не е за борби, куче кое што не е агресивно, но затоа пак може на вистина да биде најдобар другар на децата во семејството. Да, македонскиот паничар може да се нарече комотно и дечар, бидејќи многу сака да си игра со децата, тие дури и да го малтретира, тој наоѓа начин како некако да избегне таа ситуација, некако да им се умилкува, да ги смири и да им го подобри расположението. Се разбира, ако децата се среќни, тогаш и мама и тато се среќни. Во тој контекст можеме да кажеме, кога веќе станува збор за македонскиот паничар, да го опишеме неговиот изглед. Станува збор за куче кое е високо 30 сантиметри, машките единки се неколку сантиметри поголеми, женките нормално се малку помали. Она што е битно да се каже дека го има во сите бои, шарени, црвени, бели, жолти, окер и така натаму, но најмногу ќе ја преферираме понатаму, окер варијантата, кафеавата варијанта, црвенкастата варијанта и така натаму, пченичната боја. Очите му се пченична боја. Друго карактеристично за македонскиот паничар е дека грбната линија му е права, искосена на крајот кај сапите, стомакот е вовлечен, понатаму во врска со општиот изглед, тој станува збор за правоаголна форма, каде што висината на гребенот во однос на должината на трупот се 1 наспрема 1,5. Чисто колку да го доловиме вербално изгледот на македонскиот паничар. И добро што ни донесовте инсерти, гледачите цело време гледаат за кое куче всушност станува збор. Во интерес од документарниот филм, можат гледачите да го погледнат на YouTube каналот Македонски паничар се вика документарниот. Јас ви ветувам дека ќе има и следна прилика во која што ќе зборуваме не само за македонскиот паничар, туку за нашата грижа за да сочуваме она што е автохтоно за да остане за генерациите кои што доаѓаат после нас. А искрено ви благодарам од името на сите љубители на животните, посебно на кучињата, што се грижите ваквите раси да не изумрат. Ви благодарам што бевте утре во дел од нашата емисија, ви посакувам многу успех во она што го работите и ви ветувам дека ќе има сигурно и следна прилика за да ги афирмираме овие наши автохтони раси. Благодариме за поканата и се надеваме дека оваа книга ќе најде место во вашата библиотека. Во секој случај, сигурно. Ви благодарам уште еднаш, почитувани. Мислам дека сега следува една музичка номера, а потоа, веднаш следните гости се веќе тука ќе зборуваме на една сосема поинаква тема.